Zdravstveните домови остануваат без лекари. Ова го покажуваат истражувањата на невладиниот сектор кој ја скенирал состојбата во сите здравствени домови во регионот во период од 3 години. Значи сите здравствени домови се наоѓаат во критична фаза. Да речеме, ако ја земеме здравствен дом Делчево, имаме континуирано одлагање или намалување по 5 доктори годишно од период 2015-2017. Меѓутоа, затоа што ние не сме тука за да ги казниме здравствените домови, убаво е да кажеме дека еве здравствен дом Делчево од вчера има пуштено конкурс за најмалку 7 души вработување. Меѓутоа, многу е важно дали вработувањето се однесуваат на здравствени професионалци или за здравствени непрофесионалци, односно соработници. Идентична е состојбата и во Пробиштип, каде што континуирано се намалува здравствениот персонал и во моментот имаме 5 доктори кои што се од самиот здравствен дом кои што се на специализација. Кој ги заменува овие луѓе? Кој ги дава сервисите на граѓаните? Потребно е да се види во тој случај и здравствената слика на овие општини, во која состојба се луѓето и така натаму. И додека бројот на вработени се намалува, расте сумата која здравствените домови во регионот ја наплаќаат на име партиципација. Ако направиме компарација помеѓу општина Штип, што опфаќа голем број на население или 3 пати повеќе население од општина Делчево, ќе видиме дека дури општина Делчево или здравен дом Делчево прибира исто партиципација колку што и самиот здравен дом Штип. Тоа е интересен податок што укажува дали здравствен дом наплаќа повеќе од колку што треба, дали се наплаќаат можеби многу повеќе услугите од идна медицинска помош, интернистички услуги и така натаму, или можеби во Штип здравството функционира на еден солидарен начин. Проблемот со недостиг на медицински кадар во здравствените институции е изразен во сите општини од регионот. Особено фалат интернисти, гинеколози, педиатри, специјалисти по трудова медицина. Исклучок се здравствените домови во Штип и Кочани, каде бројот на вработени засега е оптимален.